А она што следува во продолжение е вториот разговор за ова утро. Одиме со нешто убаво, одиме со малку музика. Веќе Сузана, нашата Суза е на своето место заедно со незините гости. Гостите се од Класико бенд и ќе промовирате, Сузе, нова песна насловена како "Земи туѓи, болки наши". Емотивна, која може би по некоја солза ќе предизвика, но и тоа е човечки така. Ќе го проследиме и спотот. Предпоставам на крајот на разговорот, повелете. Благодарам Миренче, поздрав до гледачите за втор пат. Еве оваа среда имаме навистина интересни гости. Покрај она што веќе помина, имаме едно ново видео кое што верувам дека ќе биде едно убаво освежување. Може би реков и некоја солза ќе се пушти на ова видео, особено во семејствата каде што има печалбари, каде што има луѓе кои заминале од земјава, не само од поновите генерации, туку и од повозрастните генерации, но за таа целова утро ни се Јане и Идает од Класико бенд. Добро утро. Добро утро. Ни дојдовте од Кавадарци, од Тиквешијата, од срцето на Македонија, вака ако се гледа дронски. Кавадарци му доаѓа некако како центар на Македонија и центар на светот, нели? Така е. И јас, бидејќи сум половина кавадарчанка, секогаш кога сум во друштво на кавадарчани, се чувствувам и јас кавадаречки. Нема да говориме кавадаречки ова утро, иако ми е многу симпатично и така да зборувате, мене ќе ми биде, верувам и на гледачите ќе им биде многу симпатичен кавадаречкиот, ама како и да е новото видео, новата песна, која ви е трета поред авторска, нели, е поводот за да се сретнеме денеска. Кажи ни да е нешто повеќе околу која создаде, кога ја создаде и генерали на песната, а подоцна ќе го коментираме и спотот, бидејќи видов дека сте опфатиле прекрасни предели и многу убави кадри. Најпрвен благодариме на поканата. А за спотот, за видеозаписот и за музиката можам да кажам, музика и текст на песната што ни е "Земи туѓи, болки наши" е Златко Миладиновски, музика и аранжман, а текст е Анита Даева. Со нив работевме. Имавме актери од Кавадарци, да си ги поздравиме, Диме Коцевски кој го направи сето тоа да изгледа така како што треба. И неговиот другар и неговиот тим, можам да кажам Видан, кој што сето тоа изгледа преубаво. Благодарност до нив голема. Блажо некој нема во екипата? Пошто е Блажо, ако нема, не важен ништо. Така е, ама немаме у екипата Блажо, нема. Нема у екипата. Да, едно од најчестите имиња во Кавадарци е Блажо, се разбира. Благородна, родна, тоа се машки и женски имиња кои се многу чести во тој дел од светот. Кавадаречки имиња. Баш кавадаречки имиња. Одлично. Ги поздравуваме сите од екипата, од екипта, по кавадаречки, од екипта. Јане е вокалистот на групата. Колкав предизвик беше за тебе да ја отпееш оваа песна? Предизвик, голем предизвик беше. Имаш ти сигурно некој печалбар во твојата фамилија. Во Кавадарци нема. Нема. Зарем нема. Еве едно семејство. Може има некој подалечен втор, трет братуш. Нема некој пратен во странство кого го сите го чекаат со нетрпение и со душа да дојде. Немам некој поблизок. Значи ти ќе ја пееш без солзи, без да плачеш песнава, да. Тоа е добра работа да пееш некоја песна, а да не те погодува лично, е навистина многу добра работа, затоа што овие печалбарскиве песни навистина знаат и тоа како да го извлечат од нас се она што се таложило кога имаме недостиг од некој. И да немаш некој близок што се вика, кога ќе ја слушнеш песната, тие зборови знаат да те погодат и да пуштиш по некоја солза. Да. Предпоставувам дека веќе кај нашинците песнава се слуша. Каков е одзивот за оваа песна? Па се слуша песнава, се слуша. Да? Да, најмногу тие што се иселени од Македонија, најмногу они се слушаат и песната ни е направена најмногу за диаспората, што се вика. Так. Како ги биравте? Видов дека сте работеле со екипа, со продукција, имавте актери во спотот. Како ги биравте местата и локациите на кои ќе работите? Снимате или кога го ставивте тоа на нив? Па ние го биравме местото за каде да се снима. Голема благодарност и до Орце Клинчаров, што ни овозможи да снимаме таму, и до Зоков винаријата. Тоа е снимено во село Ресава, Кавадаречко исто. Колку е оддалечено Ресава од Кавадарци? Па не знам, околу 10 километри. Да.
Во Кавадарци не само што заживеа градот, идејат, и што смени лик, смени облик, смени се, Така, значи така. мислиш дека влегуваш во некое сосема друго место од она од минатото, бидејќи јас многу добро го познавам Кавадарци, го имам шпартано нагоре, надолу, околу реката, преку реката, на Си го сакате секаде. Кавадарци, се го сакам гледа. многу Да. и со посебна емоција зборувам секогаш за Кавадарци, рече си исто како за Баш ми е Битола. мило. Не само што се смени ликот на градот, се смени ликот и на селата, таму заживеа ја и селата последниве години. Така е, Во така кои е. села, во кои помали места, еве да речам, има најмногу простор за работа за вас, бендовите? Па, видите вака, ние работиме најчесто свадби, приватни веселби што може да се кажат. И има многу што живеат во селата, во Возарци, во Бегниште. Ама има многу убави ресторани, многу убави места каде што се случуваат таму. Па има И да ви свадби, кажам, има и во други Сопот, случувања. во Сопот има исто така. Да. И во околните села што се има луѓе што се живеат таму и доста често свириме на нивните приватни веселби. Одлично. Има народ што се вика. Одлично. Класико бенд, инаку број вкупно 6 членови. Имаме и вокалистка една, твоја колешка, и да ги поздравиме, да ги представиме нив. Ангела Стевковска, нашиот втор вокал, Драган Петков, хармоника и клавиатура, Димитар Лазов, клавиатура, Игор Илковски на тапани, јас и Дајца Ифулов на кларинет и А саксофон. кларинет. Кларинетот ли е тој кој што оди и кој што го собира арачот? А? И па Најлесно ти е, изгледа ти си- така е. Ти си најподвижен некако, таква е и структурата на инструментот, клапна горе, клапна долу, отворче таму, отворче ваму, многу Кларинетот лесно. е еден таков И инструмент што не може секој човек да Не му може да му одолее. одолее, Така е, да. Од моето детство паметам дека на свадбите на кои што сум одела јас во Кавадарци и кои што сум била сведок кога се организирале, дека не постоеше капарење тогаш. Сега не знам како ќе ни кажете вие. Тогаш бираш музиката и музиката доаѓа за да си собере пари од добрата волја на гостите, бидејќи во Кавадарци живеат луѓе со многу широки срца. Јас барем како такви ги знам и верувам дека такви се и денеска. Колку се смени тој начин Така е. Па соработка? еве и за тие што не знаат надвор од Кавадарци, да кажам, во Кавадарци до ден денес До ден денес е така. на ист принцип На ист принцип. да функционираат свадбите. Ирена Да. не е тука, на пауза е во моментов, но јас сакав да предложаме по една свадба да организиравме чисто онака за нас сите, Да. па да имаме музика и класико бенд да ги викнеме, да видиме колку пари ќе соберете. Само од Кавадарци ако се луѓето, тогаш на ист принцип се работи, како што кажа уште од порано што си останато тоа, но ист принцип се работи. Не из принцип се. И успешно се заокружува целата приказна во Па да. Кавадарци, велат дека е срам, ама буквално е срамота да те поканат како гостин, па макар си и некој трет, четврт, петти братучет или некој шести, 17 комшија, а во Кавадарци се сите или братучет или комши. Мало градче сите. Сватоштини, Да, во најмала рака да, сватоштини, така ама и сватоштините таму од почит се канат, бидејќи луѓето и тоа како имаат респект едни кон други, Да, ама срамота е да те поканат на свадба и ти да отидеш и да не дадеш на музиката бакшиш, нели? Да, Тоа е останато незамисливо, останато, непростива работа. Што се вика во Кавадарци, ако му побараш сума на газата што прави свадба, може и да се навреди. Пошто останато тоа од порано и до ден денеска така функционира. Така, отлично, браво. Браво за Кавадарци, држава сте на, значи на Поздрав вистина. до сите нашите Значи, на кавадарчани кои не вистина, гледаат. Кавадарци, чекам следен чекор пасош кавадаречки. Дадете, бидејќи тоа Треба ми да е... издаваме. Тоа, слушнав дека веќе во Њу Џерси, каде што ве има многу и тоа не ги има било кој, успешни, преуспешни, значи фантастични, бидејќи имав прилика и јас да отидам и да видам и да се вдружам и да видам како кавадарчани успешно газат напред. Слушнав дека таму веќе се борат, ова е вака меѓу нив, и за таблици кавадаречки во Њу Џерси да имаат на автомобилите. Тоа не го знаев, можно е. Браво за нив. Браво за кавадарчани кои ширум светот на вистина Браво. газат многу успешно и многу храбро. Успешни луѓе. Јане, без која песна и песни кавадаречки не поминува ни една ваша свадба? Па нема сите кавадаречки што се Ами сите сите таму, де, ајде подсетиме. Јас знам Кажи само некоја. една и таа си ја пеам секогаш кога ќе си осетам носталгија за Кавадарци и си ја пеам Тиквеш, тиквеш, убав крај, ти си прекрасен, кој
Кој во тебе се ке виде и чуе, тој за тебе и ке паметува. Многу убава песна. Преубава. Може би е стара, може би не е во мода, може би е ретро или не знам каква, ама мене ми е омилена затоа што Па да ви има една кажам, кавадарчани посебна си ја емоција. сакат. Си ја сакат уште кавадарчани и ни ја барат на доста веселби кај што свириме, ни ја барат таа песна. Кои песни се во мода последно време, бидејќи дуваат секакви ветрови од север, од запад, од исток, од секаде дуваат ветрови, а ние сме па такви, не дал Господ, се прифаќаме од комшиите, иако тие некогаш можеби и не сакаат многу, ама ние се им прифативме и музиката, и трендот, и имиджот, и се. Па сега еве свадбена прослава без памтиш ли Ливе Тодоро Галабе не поминува ниту една. Да, таа сега ме потсетија толку многу долго не сум ја слушнала таа И песна. уште Тоа е многу женска такви тиквишки. песна. Или машка песна. Каква песна е? Машка песна е таа? Машка песна е. Машка песна. А женски песни кои поминуваат вака повеќе? Па за колешката ја свириме момите, да ми пукнеш мила мамо, да треснеш. Има тиквешки песни, што видите вака, во Кавадарци нема некој женски вокал кој си има истакнато за да сними такви неколку песни тиквешки, пошто ние имаме женски вокал и песни што може да одговарат на женско ги свириме за колешката, за нашиот женски вокал, Ангела. Колку е лесно или тешко или комплицирано да кажам да се синхронизираат 6 карактери, 6 луѓе, не се и малку во еден бенд. Тешко е. Точно дека е тешко, но со разбирање и со почит меѓу себе, мислам дека се може се. 12 години постои Класико бенд, така Јане? Да, 12. Се сменија постави некои на членови во овие 12 години? Да, се има смената. Да, Јас има. сум Најтазе? Да. Најтазе. Најновиот член. Да. Ти посакувам многу долго да наоѓате заеднички јазик, соработка, почит, како што рече Идаец, за да трае оваа успешна приказна, па да ги разнесете овие песни ширум светот, затоа што знам дека планиравте пред една година и нешто да заминете за Австралија, но за жал административните пречки беа Така. посилни, па не успеавте, но тоа не значи дека Не по нема наша да вина, одидете. да, не значи дека нема да одиме, здравје имаме и можда ќе отидеме, да. Сигурна Имаме сум, преговори не можда, сигурно. Туку сум сигурна дека ќе отидете Така е. кога ќе дојде денот. Европа ви е овде, на сат-два со авион. На сат. Каде ви е најголем сега фокус, да речеме, да можете оваа песна конкретно Печелбарскава нешто феноменално. Ја преслушав 2-3 пати и навистина и кај мене предизвика силна емоција. За нас скоро многу брзо ќе ја видат и гледачите, премиерно ова утро на Алфа. Каде планирате да ја пеете? Па најбрзо одиме во Измир, во Турција, во Малтепе. Поточно имаме таму концерт од некои си 2-3 часа. Па и таму ќе промовираме наши кавадаречки, тиквешки, македонски песни и таму ќе си ја промовираме нашата најнова песна. Јас чув дека во Измир има Зимни тури. неверојатен број на македонци. И таму има многу македонци. Многу македонци има Да, во Измир. ти беше линкот за Измир? Да, јас бев. Одлично. Дали Класико бенд има менаџер, некој кој ги работи овој дел од активностите, што не е мала работа, и да мислиш на музика, и да мислиш на настапи, и да обезбедуваш и свадби, а и да сето тоа е успешно? Имате менаџер или сами си ги менаџирате? Сами функционираме меѓусебно, сами си функционираме на таков начин функционираме. Ја не ке те прашав во која земја би сакал кај што имаш роднини, ама ти ми рече дека ниеден нема печелбар од твоето семејство, така да верувам дека Поблизок нема, да. Поблизок. Не, но подалечни сигурно. Подалечни има. сигурно. Јас посакувам вистина овие ваши песни да стасаат не само до Америка и Австралија, туку да стасаат многу подалеку. Ајде, уште некоја минутка имаме време да проговориме околу адетите кавадаречки за време на свадба. Кога се оди по невестата, што се пее? Врана коња. Врана коња јавам јас. И Да. што е редот? Се даваат пари, се дарува невестата, што се прави тука? Па не е како Во секој град е различно. Да, во секој град има Еден различни Велес адети, кој е да. толку блиску до Кавадарци, јас мислам дека ниеден град во Македонија го нема тоа, нивното Мавиле. Таму имаат Мавиле. Мавиле има, да, па кога само ги во Велес качуваат е на тоа. Само во солици, ги Велес. фрлаат,
Да. И тоа изгледа вака многу понекогаш дури Треба да се спремни застрашувачки, младоженците за тие работи. да се тренирани убаво. А што има адет карактеристичен кавадарци за Па свадба? не знам некој карактеристичен адет поточно, знам дека не е како порано што невестата стоела, се поздравувала со гостите кога влегувале машката страна, нели? Внатре си е невеста. Не знам некој специфичен аден да имам. Па нема кај Ние нас. секогаш кога одиме на свадби, надвор стоиме додека тие дети се прават внатре, така да не знаеме поточно што некој специфичен адет да го Кога ќе ви кажеме. текне следен пат ќе ни ги кажете. Така е, да. Јане, кои се планирани некои поголеми за годинава? Имате ли некои планирани патувања? Имате ли некој планиран фестивалски настап? Па имаме песна која во моментот се спрема уште. И проектот свадбарски песни. Па сега сме уште во преговори за Свадбарски песни, еден куп, селекција ви не ви Да, беше да, лесно да. да направите, сигурно, нели? Има многу свадбарски песни, ама гледавме да го излечиме. Мислам, се е добро, ама од најдоброто најдобро, што се вика. Да. Да. најслушаното. Најслушаното и тоа. Јас на крајот на овој разговор ќе посакам да има што повеќе свадби за Благодариме. сите, да се раѓаат што повеќе македонски деца. Кога ќе се раѓаат женски деца, ќе посакам, како и многу пати што сум го кажала тоа од оваа позиција, да го даваат името Македонка, бидејќи нема подобро име за женско дете од името Македонка. Нели? Се согласувате? Преубаво име. Преубаво име. И да давате македонски имиња, да слушате македонска музика, да почитувате македонски автори, авторски трудови и така натаму, бидејќи на вистина не е случајно и ги разбирам гледачите кога ни се јавуваат и кога коментираат за тоа дека многу од нас, не сите, сме оддалечени од нашето, од македонското, од исконското, од сето она. Тоа го посакувам и за сите вас кога настапувате, да ја фаворизирате македонската песна и македонската музика, бидејќи само на тој начин можеме да го зачуваме ние нашиот идентитет и да покажеме дека постоиме, дека Нормално. не имало, не има и дека ќе не има. И дека ќе не има. Така. Ви благодарам многу за ова гостување.